Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, тука е Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиуми. Ќе разговараме за состојбата во медиумите, за медиумските слободи, за тоа какви информации добиваат граѓаните, какви би требало да добиваат. Георгиевски, добре дојавте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Состојбата на медиумите каква е во Македонија, можеме ние тука да дебатираме, да анализираме, да заклучуваме. Имаме и надворешни извештаи кои даваат одредени информации. Таков е последниот на Репортери без граници, каде Македонија падна за 6 места во индексот за слобода на медиумите, од 36 на 42 место. Ние сме последна земја во она таму класификација каде што вели дека нашата слобода на медиумите се смета како задоволителна. Тоа е еден степен пред да поминеме во една полоша класификација. Па еве како за вовет, ви изненади ли вас ова извештај? Па всушност не, затоа што сите тие извештаи, иако во голема мера се базираат на перцепција, се базираат ни на структурирани прашалници кои што се стручно подготвени од компетентни лица за да дадат што е можно подобра слика за тоа што се случува директно кај нас во сферата на слобода на печатот или слобода на медиумите. Јас лично не сум премногу загрижен за тоа дали сме биле 36 минатата година, 42 оваа година, затоа што не зависи тоа само од нас. И мислам дека некој скоро и напиша од колегите дека ова не е ранкинг, па некакво надпреварување, затоа што зависи од други земји, па некои земји постигнале некој напредок, па може на таа листа ќе бидат повисоки со оценката. Она што е загрижувачко е што кај нас оценката е пониска од минатогодишниот извештај за некои 3-4 поени. И тоа е загрижувачко затоа што практично оценките паѓаат во 3 од 5 области што ги имаме. Висока и стандардна веќе оценка имаме за прашањето на безбедноста на новинарите, се мисли на физичка безбедност, и имаме, ако не се лажам, само да видам кај сум си. Тоа значи нема многу напади врз новинари физички зборувам. Па да, нема многу напади, главно нападите се сведуваат на вознемирување преку интернет, некој пат се тоа помалку или повеќе и сериозни закани. Немаме некој голем примерок за да можеме да вадиме некој заклучок, треба да видиме како ќе функционира тоа после измените на кривичниот законник, нели, каде што напад на новинар се третира сега како напад на службено лице, и се разбира таа промена обвинителството да назначи специјален, условно речено, обвинител кој што ќе биде задолжен да ги процесуира таквите инциденти и таквите напади на брзина. Се уште, велам, немаме некој голем примерок за да можеме да дадеме некој суд, меѓутоа во таа област сме релативно окей и оценката е висока, оценката е скоро 90, што значи дека сме добри, меѓутоа проблемот е во делот на политичките слободи, политичките притисоци, економските притисоци и социоекономскиот статус, се разбира, на новинарите. Може сакав да го кажеме дека инаку тоа дали сте вие 5 или 6 места погоре или подолу, ние сме добар пример. Од 2013 до 2014 скокнавме за 6 места од 123 на 116 место, меѓутоа со пониска оценка од оценката за претходната година, па дури имате и такви примери. И Русија од 23 за 24 и таа скок на 6 места, затоа што во некои други уште има влошување. Земји уште пострашно. Така што претпоставам оценката ми изгледа еве вака да прочитам дел од извештајот за гледачите. Иако новинарите не работат во непријателско опкружување, широко расширените дезинформации и недостатокот на професионализам придонесуваат за опаѓање на довербата на општеството во медиумите, што ги изложува независните медиуми на закади и напади. Исто така, владините функционери имаат тенденција да имаат лоши и понижувачки ставови кон новинарите. Тука во овој пасос има неколку елементи кои се интересни сами по себе како за анализа да речеме. Еден е дезинформациите.
дезинформациите кои доаѓаат најчесто од социјалните мрежи, но и од некои портали, кои за жал за јавноста која не е толку добро медиумски едуцирана, они го гледаат тоа како новинарство, како новинари, како прочитав на интернет, видов вамо и некако потоа сите ги ставаат во искош. Знаете како, приказната е претпоставува малку поширока, барем ја мислам дека е малку поширока. Новите технологии ја отворија сферата општо на јавно информирање за многу нови играчи. И новинарите и традиционалните медиуми не се единствените што сега се занимаваат со тоа, дури не се единствените што се занимаваат со тоа за пари, имено за плат. Значи, разни видови на пропагандисти, дали се економски, политички, не знам, разни стручњаци за односи со јавност, индивидуални лица кои што се или не се, впечатокот е дека во повеќето случаи не се стручњаци за некоја област, сите сега имаат лесно достапни платформи каде што може да ги изнесуваат своите мислења, меѓу другото и да споделуваат информации од некоја област, дали е тоа за политиката, дали е за спортот, дали е за што било. И сега нас ни се падна ова е такво време на неколку големи кризи што го погодија медиумскиот сектор. Првата е економската, нели, со рушење на стариот бизнис модел на финансирање од продажба на рекламен простор. Второто е кризата на довербата, затоа што и таа има сега малку една поширока политичка експликација, не колку време имаме се разбира, меѓутоа генерално целто е еден систем, тоа доверба во медиуми? Па не, има, значи генерално постои недоверба кон секаков тип на институции. И медиумите на традиционалните медиуми се гледа како на еден дел од тие институции што го представуваат, како да кажам, тоа што го нарекуваме сега како статус кво. Значи сиот тој систем што е граден после Втората светска војна и што почна да доминира на овие простори, барем на европскиот простор на Евроазија, меѓутоа и пошироко, значи либерална демократија, пазарен систем, не знам, повеќе партиски системи, либерална представничка демократија. Тоа е секаде во светот под огромен притисок и е во огромна криза. И на традиционалните медиуми се гледа како на дел од тој систем што го чува статус квото, кое што барем во овој момент изгледа неодржливо, дали ни се допаѓа тоа на нас или не. Сметам дека тоа е така. Дополнително, нели, имате влез на еден куп нови играчи во сферата на јавно информирање, кои што не се занимаваат сите со новинарство, меѓутоа се занимаваат со информирање. Новинарскиот тип на информирање е многу специфичен, се работи за прво професионален, се работи за плата, второ подлежи на одредени стандарди. И во таа смисла новинарско информирање, барем за мене, е само тоа што ги почитува и се придржува до стандардите на медиумската професија, до етичките кодекси и внатрешните стандарди на редакциите, кои што може генерално таму каде што ги има се уште построги од постоечките етички кодекси. Но проблемот е што повторно ќе кажам, јавноста или делот од јавноста кој не е медиумски едуциран не го гледа тоа. Ние, ајде да речеме, ние што сме професионални новинари, знаеме да детектираме кој работи професионално, кој не работи. Но еден, да речеме, просечен гледач или читател не може баш тоа да го направи. И тука е проблем. Гледате, предпоставам дека се работи тука и доста за психологија. Луѓето пред се сакаат да го конзумираат она што им се допаѓа и она што се совпаѓа со нивните мислења. Не сум, се разбира, психолог, меѓутоа нешто малку што знам дека постои сериозно количество на истражувања кои што покажуваат дека на луѓето е многу тешко веќе воспоставени ставови, мислења, светоглед да им го смените што и да правите. И мислам дека за жал сега новите технологии го овозможија и тоа. Луѓето имаат слобода, очигледно е дека таа не секогаш е наарно, да изберат што ќе консумираат во смисла на информации и кој ќе ги информира и да изберат конечно, повторно без оглед дали ние согласуваме со тоа или не,
да се информираат таму каде што ќе го слушнат она што тие сакаат да го слушнат, а не нужно што е вистината. И сега знаете имаме една нова ситуација во која што се повеќе товарот на проверка на тоа што ќе се објави паѓа на публиката, додека на времето товарот и се уште паѓаше на професионалните новинари кои што информираат, а очигледно е дека сите припадници на публиката, граѓаните, немаат некогаш или во најголем број случаи и време сега тие се занимаваат, а прочитале нешто, па ајде да проверам ова што велат енциклопедиите, што вели стручната јавност, така натаму. Се уште е оставено и тука многу субјекти пливаат, што би се рекло во матно, некои од политички, некои од идеолошки причини, некои од чисто лукративни причини да заработат пари. И сега, знаете како би било супер кога би се вратило времето пред Веб 2.0, нели пред 2002-2003 година, кога тоа почна и кога решивме од интернет, надевајки се ретроспектива изгледа наивно, дека тоа ќе доведе до поголема слобода и поголеми, меѓутоа исто како и пријателите на слободата и непријателите, така да кажам, на слободата, ја искористија таа нова слобода и пристап до мегафони во кои што може да се обратат до јавноста. Да, и така повторно доаѓаме до регулацијата и ако, како што и вие самиот велите, доколку порано сите генерално бевме против регулација на почетокот, кога се зборуваше пред се за онлайн медиуми, сега некако сите сме за регулација, па имаме сега и еден закон кој се подготвува, за кој треба најмногу да ги опфати порталите, каде што таму треба да се уреди што е интернет медиум, ајде да речеме, колку вработени треба да има, минимум 2, така натаму. Како гледате на тоа? Дали тоа мислите дека ќе среди работа? Значи вака, прво тој закон веќе се усвои, има недела две. Центарот за развој на медиуми што од 2013-2014 година ние стоиме на став дека таков тип на регулација што постои и за печатените медиуми. Значи од тој тип уредување на некои прашања што не засегаат во прашање на содржината. Од типот задолжителна транспарентност на сопственоста, задолжителна транспарентност на уредувачката структура, имено објавување на импресум, некои аспекти од финансиското работење, задолжителни извештаи некаде и водење на некаков регистар, се додека тоа не отскокнува од тоа што веќе постои за печатените медиуми, а веќе во 2014 постоеше, законот за медиуми се усвои на пред нова година, 2013 година, тие и тогаш и сега беа прифатливи. Она што нам не се допаѓа, да речеме, во дело што се бара во регулацијата што бара од печатените медиуми, нема никаде број на вработени. Значи, таму не пишува дека за некој печатен медиум да влезе во регистарот мора да има 35 луѓе редакција, или Дневен вестник кој е 100 луѓе редакција, независно од тоа што ние мислиме колку луѓе би требало да има една редакција, Дневен вестник. И тоа се стави овде. Она што исто така, значи, сега за сега не изгледа тоа ништо посебно страшно, меѓутоа, она до што може да доведе е до некаков обид за диференцијација, па сега вие сте во регистарот, вие не сте, па ако не сте во регистарот, вие не сте вистински медиум. Па добро, значи, мислам дека тоа е... што значи тоа во денешно време? Тоа мислам е прашањето. дека тоа е всушност и поентата на законот. Па да, меѓутоа таа не би смеело да аспект на слобода на изразување и слобода на информирање која што не е загарантирана на сите граѓани да доведе после до некаков тип на дискриминација или диференцијација, па не можете да влезете на пресконференција затоа што вие не сте од портал што е во регистарот или така натаму. Некои држави тоа го решија многу поелегантно, иако после да речеме Србија е таква, иако тоа после кај нив доведе до серија злоупотреби кои уште трајат затоа што го врза
Ако не морате да бидете член на регистарот, да бидете запишени во регистарот, меѓутоа ако не сте во регистарот, немате пристап до јавни фондови што се наменети за медиуми, меѓутоа во Србија знаеме тие јавните фондови, генерално владеачката партија ги користи за корупција на медиумите. И тоа секогаш е отворено прашање. Инаку она што е значајно во таа регулација е таа да се задржи на таков тип некако финансиско, административно работење и да не навлегува во прашањето на содржината. Содржината би требало да остане дел од саморегулација, освен за одреден тип на прашања кои што се дозволени или ограничување, бидејќи се работи во крајна линија на слобода на изразување, што се непримерен говор на омраза, заштита на јавен ред и мир и така натаму. Прашањето што правиме во тие случаи, бидејќи кога гледаме дека постои одредена класична злоупотреба на злоупотреба на слободата на говор, каде што гледаме дека не се работи професионално, дека тоа прашање си беше и е регулирано и без овие промени во односно другите закони, бидејќи тие забраната на слобода, забраната на говорот на омраза важи подеднакво и во онлайн и во офлайн просторот. Тоа што во онлайн просторот најчесто е многу тешко, многу потешко тоа да се гони, да се утврдат фактите и така натаму, не ги ослободува одговорност и тук, затоа што тоа еднаш кога ќе настане, независно од тоа дали е во печатен весник, дали е на телевизија или е на интернет портал или на Facebook, ако се работи за таков тип на говор на омраза што треба да се гони, нели по службена должност или по било која основа кривично да се гони, тоа е веќе работа на обвинителството. Тоа што и потоа е работа на обвинителството да заклучи дали нешто треба да се гони или не. Сега тие имаат и своји внатрешни упатства, има нешто се вика, не знам, акцијски план од работ од 2009 година, ако не се лажам, или 2000, не е битно од која година е, меѓутоа и тие мора да спроведат и од нив се бара, како од новинарите што се бара, има нели еден 5-делен тест кога се однесува на говор на омраза новинарите што треба да прават и како за да одлучат дали ќе известуваат или нема да известуваат, на кој ќе известуваат и за јавните обвинители и другите органи на гонење има таков 6-делен тест, па во кој што има неколку точки. Факт е дека нашето општество треба, јавниот дискурс му треба малку упристојување, имаме премногу навредлив говор, имаме премногу се. Она што според мене е проблем што многу често терминот говор на омраза го земаме како еден генерално обвинување кој што покрива една серија други, можеби дела кои што може не се кривични дела. Значи не е секој повик на насилство и говор на омраза. Меѓутоа, говорот на насилство и поттикнување на насилство сам по себе е кривично дело. Така што, она што јас би сакал да видам е органите на гонење и обвинителството да си ја работат таа работа малку по... Сите би сакале да бидат малку построги и малку почесто и построго, да, поажурни и почесто да видиме за таков тип на дела, кои што не се нужно говор на омраза, меѓутоа се опасен потпалувачки говор или така натаму, затоа што нели сега да не навлегуваме во разни дефиниции, меѓутоа она што е клучно е тие да воспостават некаква пракса кога ќе гонат што ќе гонат. Добар дел во борбата против како и дезинформациите, така и говорот на омраза паѓа на самото општество. Тоа буквално да го саморегулира, дали ќе биде тоа со протест, со повик на бойкот, со остракизам на оние што и отфрлање како социјални отпадници на оние што прибегнуваат и што користат говор на омраза, затоа што таму нели има англичаните тоа многу велат lawful but awful. Имате говор што нас не ни се допаѓа, што може би е навредлив, меѓутоа е законски дозволен. И сега мора и да се биде внимателен кога се зборува за тоа прашање, дали се работи за тоа што е законски дозволено, а е општествено или на друг начин неприфатливо, или оно што е со закон забрането, што е многу пак потесен
потесен круг на дела и изрази што би требало се гонат. Така што не е само до органите на гонење, целото општество треба да работи на тоа. Тука клучна улога се разбира како и во се друго има образовниот систем. И тоа колку што е работа на медиумски политики и на регулација некаква на говорот, толку би требало да работи и на образовни политики и на градење на, нели, како се викаше тоа, на здрави личности. Добро е што постои тој модул на медиумска писменост. Гледам дека таму сепак децата колку толку нешто добиваат, некакви првични познавања за тоа што е лажна вест, што не е и така натаму. Барем се свесни дека постои како поим. Па понатаму се разбира дека гледате сега, во денешно време и тоа е проблем. Од сијасет причини, од едно чудо причини, општеството се повеќе се поларизира. По разни основи, политички, идеолошки, да не спомнувам верски и така натаму. И тие двете страни на таа поделба, по каква и да е линија, се помалку се подготвени, се вољни да влезат во диалог, па да прифатат, окей, ако аргументите на другата страна се подобри за ова, па да ги прифатат и да кажат, окей, вие сте во право, така е, од сега вака ќе се однесуваме, исто важи и за другата страна. Сега сите се укопани, никој не прифаќа, дури што вика еден мој другар, тоа е дојдено до тоа ниво да самото постоење на другата страна се смета за некој тип на навреда и нешто што висцерално го чувствуваме. И тоа е еден од суштинските проблеми што водат до ситуација во која што овакви прашања многу тешко се разрешуваат. Знаете како, окей, ќе се бориме за дезинформации, меѓутоа прво треба да постигнеме договор што ќе биде, што е вистинската информација. И освен очигледни работи, нели, дали надвор врне или не врне, или дува ветер или не дува ветер, за тоа што ќе биде вистинската информација и кој што ќе смета дека често на тоа често влијаат и многу влијаат и прашања кои се политичка припадност, идеолошки убедувања и така натаму. И затоа е тоа сложен потфат и затоа ќе, знаете, ја би бил задоволен кога сите би биле приврзаници на така наречениот научен метод, па ако во нешто сомневаат, да проверат. И тоа е. Се разбира, секој има слобода, нели, на мислење и на убедување и потоа што ќе направат со тој факт, пак останува нивно прашање. Мислам дека сте премногу оптимист. Мислам дека би требало прво да бидеме среќни дека сите знаат да читаат, па потоа да не читаат само наслови, и така полека. Па добро, знаеш како сега, тие промени доваѓаат, дел од нив ги носи технологијата. Ја претпоставувам дека и медиумската сцена, барем оној дел од медиумската сцена што се занимава со јавно информирање, некој за да пологично дека таа ќе мора да се прилагоди на технолошките промени, затоа што мене ми се чини дека кај нас превладува мислењето дека ние треба технологијата некако да ја ограничиме или да ја сопреме во еден момент, за да се вратиме на некакво замислено златно доба, кое што можеме да го лоцираме помеѓу 98 и 2005-2006 година, ако сакате можеме и порано, можеме и подоцна. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е дека ние кога разговараме за овие прашања, кога разговараме да речеме за потребите од реформи во медиумскиот сектор, дали е тоа на медиумското законодавство или внатрешни реформи медиумите како функционираат и како функционира системот, некако имаме тенденција да гледаме наназад и како било па на тоа да се вратиме, најверојатно свесни дека тоа е невозможно без поседување на временска машина, која што се уште нели работа на научната фантастика, наместо да гледаме какво време иде и да пробуваме уште од сега да се прилагодиме на тоа. Предвидувањата за иднината се дека интернет, таков е веќе трендот, ќе стане таков еден се медиум или се платформа. Ако едно обично пребарување на Google, да речеме, future of television или било кој од традиционалните медиуми, генерално на телевизијата и се дава 10 до 15 години да
да опстане во форма на линеарна телевизија. Значи последните линеарни телевизии се претпоставуваат дека некаде можеби до 2040 ќе постојат. Меѓутоа сите се сомневаат и во тоа дека времето на терестријалното емитување веќе е минато. Во Македонија тоа е факт. Само 3 до 4% од населението и гледаат телевизија преку обична антена, се вика, земаат сигнал од етерот, дека е најверојатно, бидејќи се ќе оди on demand и ќе биде неков тип на on demand или побарање или стриминг сервис, дека главниот извор за финансирање на медиумите и медиумската продукција ќе бидат претплати, дека интернет и овие големи платформи како што се не само Big Tech, туку и други, многу подобро нивните алгоритми се многу по-ефективни за огласувачите. Не само за медиумите, дека многу малку од тоа што денес живее од продажба на рекламен простор, па се занимава со новинарство или со креирање на разни културни производи и друг тип на содржини, ќе може да живее од тоа, туку дека главниот извор на финансии ќе биде продажбата практично на содржини. И некаде во тие параметри ќе мора да се движат и нашите визии и тоа што сакаме да постигнеме со тие пусти медиумски реформи кои што постојано ги отпочнуваме, а никој да почнат во вистинска смисла, туку закон именуваме, што вели една колешка од секторот, баш пристапот on demand. Некоја интересна група внатре во секторот и треба нешто, па таа ќе успее да излобира, наместо да се зафатиме кога е во прашање законодавството со една сеопфатна ревизија и реформа, за да видиме што чини, затоа што да не спомнам сега, законот за аудиовизуелни медиумски услуги има цели поглави што се застарени и што се неадекватни на новото време. Видите, моите деца, конкретно, ја не знам дали ќе биде 2040, се сомневам во тоа. Телевизијата како концепт веќе не е употребувата. Мислам, класичната телевизија. Да. Мислам дека не е мени јасно што треба да прават. Со далинското. Јас ја гледам понекогаш, они не. Се согласувам со тебе. Има веќе истражувања се правени уште пред 5-6 години и мислам, во сад. Не е јасно прво на децата зошто не можат да скипнат, да прескокнат. Не е јасно зошто мора да ги гледаат рекламите. Не е јасно, навистина. Гледам дека морам да им објаснам. Да, гледате сега. Телевизијата ќе остане како форма. Значи, останат такви форми од типот нормално играна програма, не знам, некаде некој ќе стримува спорт, да речеме спортски надпревари, ќе останат и видео вести, ќе останат и дебати, веќе постојат, мислам, подкастите се тоа, политичко ток-шоу или било или некој. Со спортот има најмногу логика, бидејќи е временски врзан и тогаш надпреварот логично е да гледате во живо, И затоа се претпоставува дека некој таков тип на специјализирани сервиси можеби ќе опстанат не во смисла на линеарна телевизија, меѓутоа во смисла дека ќе имаат концентрирани средства за да ги набавуваат правата и врз основа на набавените права за спортски преноси да го наплатат тоа некако. Дали тоа ќе биде од огласувачи или ќе биде од продажба. Сакате да ги гледате, не знам, мислам, Ливерпул со Брајтон игра, ако не се лажам сега во недела, сакате да гледате тој надпревар, ќе уплатите толку и толку центи и ќе си го стримувате. Не зачуда сега сите нови телевизори се смарт телевизори, па може да се поврзат на интернет. Тоа сакав да кажам, има истражувања веќе не се ни толку нови од пред 7-8 години кои што покажуваат дека младите гледаат повеќе телевизија од порано. Меѓутоа не ја гледаат онаа телевизија што ние мислиме дека треба да ја гледаат, именно не ја гледаат во линеарна форма и не гледаат такви содржини што ние мислиме дека би требало да ги гледаат. Значи не ги интересираат вести, не ги интересира дневно информативна програма. Тие знаеш што ги интересира и тоа гледа. Дали е тоа музика, дали се тоа специализирани шоу за видеоигри, дали се нивни врсници што шетаат по светот па се бават со некакво патеписно информирање, што е, мислам, 80% од Инстаграм, најверојатно се такви, или некој друг тип на автори, на креатори на содржини кои се обраќаат на нив. Знаат
бидејќи и тие самите припаѓаат на тие генерации и знаат што сакаат нивните врсници. Правејќи содржина за себе, прават содржина за многу луѓе и успеваат да го монетизираат. Новинарството секој пат било тешко да се монетизира, да се разбереме. И во таа една стара поделба, нели, традиционалните медиуми имаат два бизниса, business of news и business of advertising. И тоа традиционално било 10% покрива business of news, имено толку пари се собираат од продажба на весниците на трафика или колпортери или од претплата, а сите други пари се од продажба на рекламен простор. И сега ја мислам дека главниот греф, ако е тоа греф, и главната негативна последица од сево ова што се случува на полето на нови технологии, интернет, big tech, сите овие социјални мрежи, големите пребарувачи, големите онлайн продавници, што практично го одвоија business of news од business of advertising, кој што на времето беа во симбиоза затоа што просто беа принудени. Да. Знаете, беше прохибитивно скапо вие да направите телевизија или да отворите весник. Треба да организирате многу работи кои што се скапи, дистрибуција, печатење, редакција, компјутери, машини за запишување на времето. Што и да е, очигледно ние во Македонија не мислевме така, затоа што ние мислевме дека медиумите се ефтина работа уште од 90-тите, кога имавме вистински бум. Меѓутоа, она што сега се случува е, и баш за тоа размислува, затоа што прочитав колегите од Призма имаа сега еден текст за тоа, за медиумските пустини во Македонија и како социјалните мрежи ги заменуваат локалните медиуми. Да, добар текст и страшно реален. И мене ми се чини дека е една од клучовите за опстанок на професионалното новинарство, такво кој што го знаеме и сакаме да го зачуваме, е дека и тие самите ќе мора да барем на локално ниво да направат своји канали, па таму со професионално обработени информации и вести, да пристапат на информирање на локалната јавност за теми што ги интересира. Инаку луѓето ќе се само организираат. Ако им требаат информации за каква е состојбата, не знам, јас сум ситниколчанец, ако на ситниколчани им треба информација за тоа каква е состојбата со улиците во градот, тие ќе најдат начин меѓусебно да се ќе прават групи, ќе се организираат. Ќе направат група, ќе споделуваат информации и така натаму. Како да го одржиме овој тип на структурирано? Најверојатно она што ја тоа стално го говорам и го спомнуваме, дека потребата од таков тип на професионално новинарство базирано на постоечките стандарди, на узансите на работа во голема редакција, каде што е структурирано, па се знае, мораш да провериш, мораш да прашаш, мораш ова, мораш она, таа ќе остане. Прашањето е колку луѓе ќе може да се занимаваат со тоа професионално, имено тоа да им биде професија, тоа да го работат за плата. И веројатно е дека прво многу малку и второ најголемиот број од нив ќе работат во неков тип на јавно финансирани сервиси, што е па посебно друго прашање за околу трошењето на јавни пари во медиумскиот сектор. А да не зборуваме за појавата на вештачка интелигенција, сосема нов аспект. Гледај, тоа не е толку нов аспект. Мислам дека првите вести напишани од роботи, значи од машина што е учена со машинско учење, се уште 2006-2007 година во Калифорнија. Се работи за берзански извештаи, затоа само се работи со бројки. Сега влегува веќе во општа употреба, да. Добро, Георгиевски, ви благодарам за ова интервју. Благодарам за поканата. Истече времето. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, што не следевте. Останете во добро здравје и се разбира, останете со програмата на телевизија 24.